Денеска во Основното општинско училиште Гоце Делчев во Штип се спроведе симулацијска вежба за пожар со цел да се проверат знаењата на учениците. Командирот на територијалната противпожарна единица Благо Ренџов истакна дека според денешната вежба учениците од училиштето се одлично подготвени и спремни. Додава дека вежбата била проследена со запалена просторија, каде што во неа имало повредени две ученички. Да, денеска сме во Основното училиште Гоце Делчев, значи по годишната план и програма. Ова го работиме скоро во секој основно и во секој средно школо. Значи задолжително е да имат вежба. Според зборењето, според евакуацијата, значи се прилично добри, спремни, значи разговарано е со нив, знаат како да изреагираат во вакви ситуации, значи имавме вежба, значи запалена една просторија, каде што имавме и две ученички лесно повредени. Минатата година имавме две вежби во средното школо во Емуцо, во Основното школо Димитар Вахов. Оваа година ја започнуваме во Основното училиште Гоце Делчев. Наредната недела сме во интернатот Искра, кај Кежовица, бањата Кежовица. Таму имаме вежба. Имаме вежба во текстилното училиште закажано и имаме вежба во затворот во Штип. Денешната вежба беше со цел да се провери подготвеноста на учениците, наставниците и целиот персонал, вели помошник директор на училиштето Горан Костов, во ситуација на итна евакуација. Оваа вежба беше организирана со цел да се провери подготвеноста на учениците, наставничкиот кадар и техничкиот персонал во ситуација на итна евакуација, да се осигура безбедност на сите присутни во објектот. Морам да кажам голема благодарност до територијалната противпожарна единица Штип, Општинската организација на Црвен крст и Брзата помош Штип, кои помогнаа во спроведувањето на вежбата. Во оваа вежба учествуваа учениците од предметна настава, 6 до 9 оделение, како и сите вработени во училиштето, кои покажаа високо ниво на свесност и дисциплина. Инаку целта на ваквите вежби е со цел да се проверат и утврдат знаењата на учениците при можна појава на пожар. Според информациите на командирот Ренџов, до крајот на месецов се очекува вежбите да бидат завршени во сите училишта, како и во казнено-поправната установа Затвор Штип.